Од 2 март започнува големиот великденски пост. Постот трае вкупно 48 дена и е еден од најстрогите во годината. Овој пост започнува, рековме, годинава на 2 март и согласно типикот на православната црква еден од најстрогите постови во текот на годишниот циклус. Се пости согласно типикот од понеделник до петок без зејтин, сабота и недела на масло, празници на масло и единствено риба е благословено да се јаде на благовештение и на цветници. Отец Александар од Тетовско-гостиварската епархија објаснува што всушност представува постот и како правилно треба да се пости. Постот е љубовно воздржание, значи се воздржуваме од одредени типови на храна кои што ќе ни помогнат во духовниот живот, не затоа што храната е скверна, ами затоа што имаме послушност кон црквата, дека воздржувајќи се од таа храна, ќе достигнеме да се избориме со страстите. Телесниот пост е само еден аспект на постот, а духовниот пост пак представува борба со собствените слабости. Сите имаме одредени слабости со кои треба да се бориме, а борбата со слабостите доаѓа најнапред преку светата тајна исповед. Така што секој што пости треба и да се исповеда пред свештеник и од свештеникот ќе ги добие потребните лекарства, како што е секојдневна молитва, доаѓање на богослужба и од свештеникот ќе добие благослов кога и како да пристапува кон светата тајна причест. Постојат и одредени отстапки во зависност од животните околности на луѓето, како на пример за оние кои работат тешка физичка работа, бремените жени или болните. Токму затоа, како што вели отец Александар, потребно е верниците да пристапат кон исповед, а свештеникот да го одреди правилото на постот врз основа на случајот. Бог да ни даде сили да ја поминеме добро оваа света 40-ница и да се удостоиме да се поклониме на светото Христово воскресение Великден.